во студиото не можете да го избркате Дејан Андоновиќ, штом ќе дојде меѓународна политика. Дејан е здраво. Што мене, што тебе, важно некој има у студио. Пред воопшто да се занимаваме со светските движења, ај малку дома. Очигледно дека Пендаровски добива партнерка во Грција. Сириза и Мицотакис се решија да ја поддржат истакнатата правничка Сакела Ропулу. Да видиме што ќе кажат на изборите. Во секој случај има тенденција жените ова решаваат претерица, така. Да, но има тенденција нели жените да влезат во политиката, се смета дека во овој луд свет каде што се звецка со оружје и каде што секогаш е на работ на војната, се претпоставува дека доколку жените го имаат последниот збор, веројатно може да се избегне барем насилството. Добро. Се стиша Либија. Па не е стишана. Дали Либија и Иран остануваат невралгични точки со оглед на фактот дека околу тоа и за тоа ќе се води битка на геостратешките партнери, дури и внатре во НАТО? Ми се чини дека Либија и Иран не се смируваат, туку се прегрупираат во моментов. Она што е последно, ајде Иран е малку смиран овие 2 дена, но она што се случува околу Либија, со право аналитичарите го нарекуваат дека ќе биде конфликт на 2020 година. Имено вчера турската армија, односно Реджеп Тајип Ердоган, одобри распоредување на турските трупи околу Триполи. Само за прагматично да објаснам, во Триполи седи влада на муслиманските браќа, блиска до муслиманските браќа каде што и Ердоган, кои се признаени од Обединетите нации. Од друга страна, на Триполи му се закануваат силите на генералот Хафтар, одметнатиот генерал Хафтар, кој е близок до една воено-секуларна филозофија, која нели сака да го освои Триполи, доколку го освои Триполи, кој ќе го освои Триполи ќе има контрола над државата со најголем резерви на нафта во Африка, тоа е Либија, и оној појас околу Средоземното море, каде што е полн со газ. Значи, тој што ќе го освои Триполи ќе има таа стратешка позиција. Од друга страна, генералот Хафтар е во примирие во моментов и се наоѓа, погодувате каде, во најголемиот ривал на Турција, а тоа е Грција, односно се наоѓа во Атина, каде со премиерот Мицотакис разговара околу идните чекори. Ќе потсетам, Турција од една страна, од страната на Триполи, од другата страна на генералот Хафтар, со седиште во Тобрук, Грција, Израел и сите оние држави кои се конфронтирани околу геостратегијата, кој ќе го држи тој појас во Средоземното море со богато наоѓалиште на нафта. Американците очигледно се прекопирани сега повеќе со импичментот, одошто кон овие главни нивни стратешки ривали Иран и Либија. Но Америка е тука, не е определена, она ги смирува тензиите, но факт е дека во моментов од страната на Турција, но не знаеме нели политиката и пресметките околу нив, може да свртат и околу генералот Хафтар. Ќе потсетам, генералот Хафтар со години живееше во Соединетите Американски држави како човек кој беше прогонет од паднатиот лидер Муамер Ел Гадафи, па не се исклучува можноста дека Хафтар може би е соработник на ЦИА. Добро. Трамп е полн со изненадување. На моменти Иран и Либија ќе ги оставиме. Непосредно пред неговиот импичмент во Конгресот, тој прави пресврт. Договор со Кина, па реактивирање на стариот договор нафта во триаголникот Мексико, Канада, САД. Да, тој договор е постигнат во Сенатот и тоа се смета за голема победа и едно од предизборните ветувања на Доналд Трамп, но јас ќе се ограничам на ова друго. Направена е првата фаза од договорот со Кина. Тој практично не значи ништо, но му донесува многу поени на Доналд Трамп во пресред на претседателската кампања, бидејќи и оние конгресмени и сенатори кои беа против Трамповата политика и неговиот однос кон Кина, сега некако ги придоби сет во пресред на гласањето во импичмент. Јас зборам многу, ама и тебе не можам да те назборам, а Сашо Ордановски од друга страна само ни мафта достави.